Јавниот градски превоз се нормализираше откако владата вчера донесе одлука да му позајми нафта на ЈСП од државните резерви. Автобусите од гаражите се вратија на скопскиот асфалт, но кризата со јавниот превоз е привремено решена и нафта ќе има само за 7 дена. Граѓаните задоволни што владата најде начин за денеска без проблем да стигнат кој на доктор, кој на училиште, кој на факултет. Колку толку нешто направија, ни помогна да стигнеме јас на факултет, некој на работа. Добро до сега. Искочи дека не спасија, иначе денеска. Кој знае како ќе помине. Но што после 7 дена? На град Скопје и Даниела Арсовска им останува една недела да најдат долгорочно решение за катастрофалната состојба во ЈСП. И покрај тоа што состојбата со превозот се нормализираше, најавениот протест се одржа. Стотина граѓани поддржани од средношколците и студентите го изразија револтот од хаосот во градот и побараа оставка од Арсовска. Студентите ни е најпотребен превоз, јавен градски превоз. Бидејќи така функционираме, доаѓаме од други градови, немаме сите превозни средства тука. Не е во ред да се чека автобус повеќе од 10 минути. Студентите мора да стигнат на факултет, мора да се образоваат како и средношколците исто така. Па ние смејоти немаме автобуси. Ние денеска оставивме работа, ние излеговме државни работи. Секој ден ние се гураме во голема гужва. Протестот беше поддржан од студенти од ДУКИМ и представници на Сојузот на средношколци. Бараме итно воспоставување на возен ред нормален, набавка на нови автобуси, продолжување на проектот на Бас Рапид Транзит, воведување на јавна градска железница и автобуска пруга, железничка пруга до аеродромот во Скопје. Во секој клас може да се види дека пола од класот е празен поради јавниот превоз. Учениците не може да бидат присутни во класот и не треба да биде наша жалност да не можеме да учествуваме од часови. Градоначалничката Арсовска пак и во револтот на средношколците, студентите и граѓаните препозна политика. Според неа протестите биле политички организирани, а граѓаните биле злоупотребени. Ги спореди со потрошен материјал на политичките партии за наметнување на нивните манипулации. Повторно вината за хаосот со градскиот превоз и немањето автобуси во Шуто Оризари ја најде во советниците на ВМРО ДПМН, кои одбивале да им овозможат на приватните превозници да возат на нивните автобуски линии, согласно барањата кои ги имаа доставено до Трајко Славевски пред неколку месеци.